Старите звуци на инструментот кемане се уште може да се слушнат низ македонските одеи во карабинското село Цравулево. Дедо Методи, гледајќи го својот дедо, па потоа татко, како со умешните раце свират на кемането, му се создал еден мерак со кој решил и тој да проба. Без да знае да чита ноти и ука од музиката, тој одлично се научил, па сега и денес знае да си засвири за мерак на душата. Закачено му стои над зидот над креветот во собата, исто како во селото Тодоровци од каде потекнува. Вели дека наследници нема, а желбата му е голема инструментот да не загине. Ја оше дете научи се оше Тодоровци, имаше ме стариот Бог да го прости, он имаше ќемене едно, па и дедо му, татко му имало ќемене, па ја полека и таму се навикна и така се свириме. Вили ден, ѓудо ден, па и црква имаше што вика таму по Тодоровци и така се одеше ме, свиреше ме. Па и недели, па и свадби имаше, па и на свадби одеше ме. Тога и немаше тупани како сега свирки, тоа се на ќемене повечко идеше. Тоа ќемене и невеста доведат со ќемене, ајде, разиграт се, зрипат се. Кој, например, ора ги свиреете тоа време? Едно ситно, тај, што вика, правата, највечко свират ја, оти правата, секој знае, бува и рипа, секој треба да има мерак, секој треба. А убава е. Те ти идеш да се свириш негде, те таму, да си идеш, убава е. Ја ги работим. Ден денес? И още правим, работим. Од што? Од дрво? Од дрво, од орех, од страница, од крушка може биде, од и врба би може биде да се направи, а и сврчење правим, до дуче. Неговата сопруга вели дека и е мерак што сопругот знае да свири. Вели дека некогаш празниците без музика и песна не бивале. Празници се почитам, на Ѓурѓовден си излазе, Лепче, това, Митров ден. Па на Ѓурѓовден, Ѓурѓованки, беремо котлиња, китимо, овтимо, земо, а брезибот имаш. Имаше онде водичка, па се беремо жените ни, па Ѓурѓовден, па Лепче си поразнесемо, Зорит, Оропо за вртимотика. И така, забрави го песната. Имаше тие постарите умреа. Така се водимо. Ајде Ѓурѓовден. Забрави ги. Една од позначајните награди на дедо Методи е од далечната 1985 година, кога настапувал на фестивал во Прилеп, каде со кемането има добиено награда. Вели дека желбата да свири и понатаму му е голема. Јас имам у Прилеп 85-та имам награда добиена у Прилеп. 7 дена бидове таму и тие што беше комисијата викааме, а оди со нас, ние ќе ти даеме стани све. Ја оти имаше едно дете уболено, па го лечеше го. И така откажах, не може да одим таму и готово. Па таа си бил сам. Ајде да видим. Инаку звукот од кемането се произведува со движење на едниот преку другиот страк. При движењето на едниот страк преку другиот настанува некакво чкртање, цимолечки глас со неодредена височина. Инструментот е стар и потекнува од времето на турското робство.